денеска во Еврохотел Градче се одржа панел дискусија со наслов Одржлив туризам за патување во Кочани, како дел од екопатувањето низ Источна Македонија, со цел промовирање заштита на природата и учење на климатските промени, кофинансирано од Европската Унија преку Еразмус Плюс програмата. Панел дискусијата ја организираат Општина Кочани во соработка со Сдруженијето Екологик од Скопје. Станува збор за Препер проектот, промовирање на животната средина и борба со климатските промени, поддржан преку Европската Унија, програмата Еразмус Плюс. Проектот е соработка помеѓу општини и невладини организации од Турција, општината Ушак, општината Метаморфозис од Грција и општината Селчи од Италија, вклучително и општината Кочани од Македонија. Проектот е посветен на јакнење на капацитетите на општините и на младите заради заживување на локалниот туризам во сите општини, промовирање на екотуризмот во општините и меѓусебна поддршка помеѓу невладините организации, општините како и бизнисите од секторот туризам. Во ведно обраќање имаше градоначалникот на општина Кочани Љупче Папазов, кој истакна дека општината стои за сите идеи и активности во насока на развој на туризмот, што се потврдува од година во година преку поддршка на проекти во оваа сфера. Во рамки на панел дискусијата беа презентирани 4 теми. Успешна приказна за одржлив туризам на Руди Ѓоргиев од Еврохотел Градче, правење туристичка мапа за екотуризам Кочани на Сдруженијето на граѓани Екотим Исток и Ирина Мирчовска, презентација на бизнис план за екотуризам, успешна приказна од проектната активност на Екотим Исток и четвртата тема Брана Градче да блесне езерскиот бисер на Сдруженијето на граѓани Среќни луѓе.